Почитувани гледачи, добар ден. Што е Европска инвестициона банка? Од кога е присутна во Македонија? Дали нуди зелени кредити? Кои се условите под кои што се добиваат зелените кредити? Дали може да учествуваат мали и средни или големи фирми? Зашто најмногу се заинтересирани собствениците на фирмите? Утрово на дел од овие прашања ќе се обидеме да дадеме одговор со господинот Ловре Ристевски, кој што е проектен менаџер за имплементација на зелени кредити. Представив дел од она за кое што ќе зборуваме денес. Вие сте проектен менаџер за зелената линија на Европската инвестициска банка. Најпрво, добар ден. Добро утро или добар ден и ви благодарам на можноста да ја представам EIP7 кредитната линија, посебно зелената компонента од истата пред вашиот аудиториум. Најавив дел од прашањата на кои што ќе се обидеме да дадеме одговор. Вие сте проектен менаџер на зелената линија. Ајде околу најпрво како функционира EIP овде и конкретно за зелената кредитна линија EIP7. Европска инвестициона банка е присутна во Република Македонија неколку децении. Самото име EIP7 кажува дека ова седма кредитна линија. Така. Ова седмата кредитна линија е кредитна линија во вкупен износ од 100 милиони евра, од кои што 30 милиони евра се наменети за кредитирање во зелена енергија. Нашиот консултантски тим има задача да помогне на финансиските институции кои истата кредитна линија ја пласираат, како и на компаниите кои аплицираат за неа, да процесот од апликација до исплата помене гладко, и брзо и едноставно и без проблеми. Значи, самата зелена компонента на EIP7 кредитната линија опфаќа инвестиции, поддржува инвестиции, проекти во обновливи извори на енергија и во енергетска ефикасност. Така. EIP7 кредитната линија со посредство на Развојна банка на Република Македонија се пласира преку 5 локални комерцијални банки, и тоа Комерцијална банка, Стопанска банка АД Скопје, Шпаркасе банка, НЛБ банка и Прокредит банка. Кои се фирми, односно кои се компании, за кого се е наменета? Дали може да ги земат големи компании, дали е наменета за средни или мали фирми? Околу тоа најпрво и потоа за текот на... Нема ограничувања од големината на компаниите кој е апликабилен да аплицира за оваа кредитна линија. Имено, можат да аплицираат сите македонски компании, регистрирани во Република Македонија, со таа разлика што кај малите и средни предпријатија максимален износ на кредит може да биде до 3,5 милиони евра, додека кај мидкап компаниите максималниот износ на кредит може да биде до 6 милиони евра. Се разбира, ова е максимален износ на кредитот, а самиот просек на кредитите е многу понизок. Инвестицијата зависи од проектот, од обемот на проектот и од самата цена на проектот. Тоа што е исто така заедничко е каматната стапка, која што може да биде максимум до 3,5% на годишно ниво. Самиот кредит може да биде во рочност до 12 години, со 2 години грејс период. И овие услови се стандардни и фиксни за сите компании, без разлика дали се тоа мали и средни предпријатија или се големи предпријатија. Така. Кога веќе зборуваме за самата кредитна линија, колку пари вкупно се одвоени нели за овој зелен кредит? 100 милиони евра EIP7 кредитната линија, 30 милиони евра се наменети за финансирање на проекти од обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност. Сега, како оди процесот на аплицирање? Што треба да поседува една компанија? Веројатно треба да поседува некаков план, програма за што ќе ги искористи и како оди, значи пластично да објасниме, што се треба да направи една компанија за да дојде до овие пари. Кога едно предпријатие има некаква идеја да инвестира во проекти кои што се од обновливи извори на енергија или енергетска ефикасност, имено, ајде можеби најатрактивно, најпластичен пример, една компанија сака да инвестира во инсталирање на фотоволтаични панели, без разлика дали за своји потреби или за продажба во мрежа. Истата компанија се јавува кај својата банка со која што работи и аплицира за кредит за зелена енергија. Банката си прави проценка на кредитното барање од финансиска гледна точка и истото го одбива или одобрува ако е за нив прифатлива инвестицијата.
барањето кога ќе биде одобрено, доаѓа до нас и ние од нашиот консултантски тим од технички аспект го обработува самото барање и гледа дали тој проект, дали таа инвестиција е прифатлива согласно условите за прифатливост кои што се услови на прифатливост на кредитната линија на Европска инвестициона банка. Тука сакам да нагласам дека тие се услови на прифатливост кои што се стандардни за Европската унија и влечат прифатливост од европската таксономија, правилата за циркуларна економија. Тоа се стандардни услови за прифатливост на проекти на од обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност, кои што не само во Македонија, туку во целата Европска унија важат и посебно во регионот. Ние правиме проценка, го анализираме секое барање посебно и тие барања кои што се прифатливи, за истите ја информираме конкретната локална банка и се разбира и Развојна банка на Република Македонија. Во изминатиот период ние анализиравме 85 Така, тоа ми беше следното прашање, колку заинтересирани компании има овде и една многу битна работа која што е секако интересна за компаниите, дали каматната стапка се менува во текот на кредитот, бидејќи рековте дека максимално време на враќање е 12 години. Тоа ви останав должен од минатото прашање. Каматната стапка е непроменлива во текот на периодот и тоа е доста атрактивен момент. 3,5% е максимална каматна стапка на компанијата која аплицира и на банката е да договорат ако сакаат поатрактивна или поприфатлива каматна стапка. Сега што се однесува од интересот, инвестиции во обновливи извори на енергија и инвестиции во зелена енергија како се интересни и се атрактивни во изминатиот период од повеќе причини. Прво заради цената на самата енергија која што е висока и значително влијае на профитабилноста на компаниите и исто така и од се поголемата свесност на самите компании инвеститори за глобалните текови, заштитата на животната средина, инвестирање во да кажеме едно подобро утре. Малце можеби да подкрепам со бројки. Во последната година дена 84 случаи беа проценети, вкупен износ на проекти од 43 милиони евра, од нив 64 случаи во вкупен износ од 34 милиони евра беа оценети како позитивни. До сега се исплатени 27 проекти во вкупен износ од 15 милиони евра, што значи остануваат уште 15, ако така прилика ги, ако се веќе 30 предвидени. Остануваат уште 15, но сепак ова е материја која што е атрактивна и јас се надевам дека во иднина ќе има и нови кредитни линии во зелена енергија, така да компаниите кои што континуирано вложуваат во истата ќе бидат во можност да инвестираат по атрактивни услови на пазарот. Така. Ова значи дека ни навестувате дека е можно Европска инвестициона банка да продолжи со зеленото кредитирање во Македонија или се уште зависи од нивната политика? Видете, јас сум финансиски консултант, јас можам само да дадам моje видување дека инвестирање во зелена енергија итекако е атрактивно и текако се добредојдени и нови кредитни линии кои што ќе бидат во делот на зелена енергија и обновливи извори на финансирање, бидејќи да бидеме реални, потребата на пазарот е евидентна, секој еден кој што е во оваа проблематика знае дека има многу простор за подобрување и во делот на обновливи извори на енергија и во делот на енергетска ефикасност. Првенствено, главен критериум е смалување или заштеда на енергија од минимум 20%. Така. Што соодветствува со редукција на CO2 стакленички гасови. Од тоа произлегува кој е ефектот? Ефектот е намалена потрошувачка на електрична енергија и намалена емисија на CO2 гасови, што е заедничка цел не само на оваа кредитна линија во зелена енергија, туку генерално на општеството во целина. За таа цел, нашиот проект не е само активен во делот помагање на компаниите и поддршка на банките при исплата на кредитната линија, туку се обидуваме со низа на работилници, едукативни настани да помогнеме во подигнување на свеста во овој правец. Па така заедно со Стопанската комора на Република Македонија развиваме една веб апликација која што во најскоро време ќе биде активна, се вика Decarbonization Guide или прирачник за декарбонизација,
која што е насока за малите и средни предпријатија кои би оделе во правец за нивна декарбонизација, намалување на јаглеродниот отпечаток на истата компанија, а со тоа и имање подобри позиции на пазарот, посебно за извозно ориентираните компании, за кои е и tekako битно да имаат смалена емисија на CO2 гасови во нивната секојдневна работа. За крај на интервјуто, препорака една до сите компании кои што планираат да инвестираат во проширувањето на свое производство или евентуално во фотоволтаици, во ветерници. Како ве прашувам, како експерт, каде се имаат можност за вакво нешто и зошто е погодна токму оваа кредитна линија на Европска инвестициска банка? Многу атрактивни пазарни услови на кредитирање, 3,5 непроменлива каматна стапка, 10 години плюс 2 години кредит период, рок на отплата на самиот кредит, техничка помош во целиот процес, посебно во делот проценка на самиот проект, насоки, сугестии, ако нешто може од наше искуство во други земји или други компании да се направи на подобар начин, да биде поефикасно, да обезбеди поголема заштита, се дел од аргументите кои што би требало да ги мотивираат компаниите да инвестираат во обновливи извори на енергија и во енергетска ефикасност. Се разбира, со смалување на трошоците за електрична енергија се далеку поконкурентни на пазарот, тоа тие го знаат подобро од мене. Се разбира, со вакви инвестиции придонесуваат за подобрување на животната средина во нашата земја. Сите знаеме каков ни е квалитетот на воздухот и водата и така натаму. И да, ги охрабрувам сите компании кои што сакаат да инвестираат во овој тип на проекти, да ги посетат партнер банките на Развојна банка на Република Македонија и да аплицираат за проекти во делот на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Значи, за крај можеме да направиме еден заклучок дека не само што ќе заштедат, ќе ги смалат своите собствени трошоци за струја, ќе придонесат и за подобрување на животната средина во емитувањето на CO2, на стакленичките гасови. Господине Ристевски, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека не само големите компании и меѓутоа и граѓаните дозна малку повеќе за зелената кредитна линија на Европска инвестициска банка. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, читајте го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.